Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата во ритам од со пулсот на градот и се надевам дека и денеска веќе имаме убава емисија. Ќе го задржиме вашето внимание до крај и секако знаете дека отворена сме, контактна емисија, па доколку има некој што сака да се вклучи во нашиот разговор со мојата денешна соговорничка, слободно ќе може да го направи тоа. Мојата денешна соговорничка би ја најавила вака: станува збор за една прекрасна дама. ТВ водителка, денес успешна жена во својот бизнис, и многу ми е драго и чест ми е што е во мојата емисија денес и прв пат имам можност да ја имам како гостинка еве од кога сум јас во новинарството. Станува збор за Марина Дојчиновска, која што своевремено навистина со својата култна емисија Македониум ги воодушевуваше сите гледачи како овде, така и надвор пошироко во светот. Меѓутоа веќе 12 години Марина има свој бизнис, тоа е Хунза Веда клубот, каде што нели не знам сега сите оние кои што не знаат ќе дознаат нешто повеќе, каде што го увезува Хунза маслото директно од хунзите и секако тука сме денеска да кажеме нешто повеќе за тоа како започна бизнисот, за што се користат капките, како се користат и се она што треба да го пренесеме како информација во однос на оние хунзите кои што се таму, специфични луѓе кои што живеат долги години, долговечни се, како тие живеат, како се хранат, многу информации кои што ќе бидат од ваша корист, а секако како што кажав и на почетокот, доколку имате некое прашање во однос на употребата на хунза капките, за што се можат да помогнат, може да не се приклучите во разговорот. Марина, многу ми е драго што денес си моја соговорничка, за прв пат сме вака телевизиски заедно. Добре ве најдов, Вики, добре те најдов тебе, ти благодарам на поканата прво, ти благодарам што ме покани во истово студио, што го напуштив пред неколку години, завршувајќи мојата телевизиска кариера. Поздрав до колегите во режијата, до колегите во телевизијата и поздрав до гледачите, се радарам. Какво е чувството сега, после толку време во истово студио? Овде доаѓам како дома, тоа ми е многу важно. Навистина убаво се чувствав и возејќи наваму. Цело време сакам да дојдам на кафе, да ве видам и така натаму, меѓутоа животниот ритам така понекогаш не дозволува, бидејќи живеам на другиот крај од градот, а сега идејќи наваму точно во овој термин се потсетив и на скопските гужви во главниот шпиц околу 16 часот, што морам да бидам искрена, не ми недостасуваат, затоа што често знам да кажам половина од животот на Скопјани им поминува на семафори и во колони. Меѓутоа, кога влегов овде, кога се запалија светлата, кога се поздравивме со колегите, морам да кажам дека навистина ми недостасува ова студио и ми недостасувате вие. И гледачите се разбира. И ти намисто. Како да кажам, веќе 12 години кажавме дека Хунза Веда клубот го водиш, каде што ги увезуваш хунза капките директно од кај хунзите. Па кажи ми, ајде, како започна приказната со хунзите, бидејќи знам дека одамна можеби не си ја споделила со јавноста, па вака и гледачите малку да ги информираме повеќе за она, нели, што се хунзите, како ти дојде во контакт со хунзите, како дојде до тоа да соработувате, да почнеш да го увезуваш маслото и да го отвориш овој бизнис? Иако сум долги години присутна на екраните со своји авторски емисии во разни телевизии, сепак морам да признам дека посетата на кралството Хунза, денешен Пакистан, на Хималаите, беше нешто што ја одбележа мојата телевизиска кариера и сите ме препознаваат по тоа новинарско достигнување, би го нарекла. Затоа што тоа е резултат на едно долготрајно новинарско истражување во еден период на македонски романтизам, кога сите сакавме, што се занимававме со таа област, да копаме подлабоко и подлабоко од сето она што претходно сме го учела во нашите учебници. И
Ова беше едно остварување на една моја професионална желба, да не речам професионален сон, да стигнам некако до тие луѓе, да ги пронајдам, да ги снимам и да го споделам тоа со мојот народ. Тоа стои како реченица и на крајот на документарниот филм, откако го направив тоа. Во тој момент мојата мисија беше завршена, мојата новинарска мисија. Кога го обнародив тоа како една голема или последна неоткриена македонска вистина, патувајќи до крајниот исток на тогашното Македонско царство, од времињата на Александар Македонски, да пронајдам луѓе што себе си се нарекуваат македонци, а живеат на другиот крај на светот, живеат на подножјето на Хималаите, на граница со Кина, и филмот има наслов "До крајот на светот", токму заради тоа. Тоа беше, морам да кажам, и предизвик. Требаше многу храброст во тој период, треба и сега да отпатувате во Пакистан, меѓутоа особено тогаш. Тоа беше пред точно 20 години. Сега велам кога поминаа толку многу години, 2005-та. Во 2005-та, кога јас се подготвував да одам кај нив, навистина не беа развиени социјалните мрежи, интернетот и така натаму. И јас не можев да најдам никаков материјал за таму каде што одам, па се затварав со денови во универзитетската библиотека да пронајдам било што, каква било информација што може да ми помогне, нели, за патувањето, за подготвувањето на документарниот филм. А гледано од денешна перспектива, мислам дека тоа беше навистина подвиг. Така да. Меѓутоа подвиг на кој што и ден денес си се восхитувам самата себе си, нели? Се покренав на толкав голем пат во едно подрачје кое што е тотално непристапно. Но ги пронајдов тие луѓе, ги снимив тие луѓе. Започнавме една комуникација на иста македонска основа која што трае и до ден денешен. И тоа е навистина една убава светла точка, ако се занимавате со новинарството, што се може да произлезе од она што вие ќе го направите како проект. Така. И сега тука би сакала од режија да го пуштат прилогот кој што ние го имавме направено своевремено, нели, во нашата телевизија, и да се подсетиме на тие мигови кога со нашиот почитуван Ѓорѓе Ѓорџ Атанасовски бевте таму. Па би побарала од режија да го пуштат, да го погледнеме и ние, а и гледачите. Македонска делегација минатата недела престојуваше во неколкудневна посета на македонската заедница во кралството Хунза во Пакистан. Во состав на делегацијата беа Ѓорѓе Ѓорџ Атанасовски, председател на Македонска алијанса и почесен председател на Светскиот македонски конгрес од САД, Марина Дојчиновска, председател на одборот на македонците во Хунза и почесна амбасадорка на Хунза во Македонија, и музичкиот виртуоз Горан Алачки. Делегацијата оствари средби со луѓето од Хунза, како и со членовите на кралското семејство. Мира Газанфар Али Кан, кој истовремено ја извршува функцијата актуелен гувернер на северните области во Пакистан, и неговата сопруга Рани Атика, исто така член на пакистанскиот парламент. Во текот на посетата во Хунза се одржа првата македонска вечер во размена на култура и музика, на која маестро Горан Алачки за прв пат ја представи македонската музика во тој дел од светот. Со оваа посета се продлабочија блиските односи што ги имаме со народот Хунза, а датираат уште од 2005 година, кога се оствари првиот контакт со нив. Хунзите за себе тврдат дека се македонци останати на Хималаите од времето на Александар III Македонски. Да. Еве, се подсети, верувам, на овие мигови, на овие моменти од видеото кои што можевме да ги забележиме. Тоа беше, оваа средба следуваше после од кога ти веќе имаше еднаш појдено таму. Јас веќе неколку пати бев кај нив пред да се случи оваа средба, а ова е пред 8 години. Значи, 8 години веќе не сум била таму, заедно со господинот Ѓорѓ Атанасовски, заедно со маестро Горан Алачки.
при оваа наша посета, нели, се обидовме и уште еднаш се повтори и се покажа таа поврзаност на една длабока национална основа, затоа што кога ќе најдете на другиот крај на светот луѓе што се нарекуваат себе си македонци, тоа е навистина предизвикува и конекција што еве трае до ден денес. Да се надоврзам, значи ова е пред 8 години, а јас само што го испратив завчера принцот Салим Кан, кој беше дојден во Македонија. Се уште ништо не сме објавила, затоа што така се договоривме, затоа што ова беше една сосема приватна посета од негова страна, кога беа дојдени неговите родители во посета на Македонија заедно со кралската делегација. Се сеќаваат нашите гледачи како тоа изгледаше кога тоа го пренесуваа сите медиуми и домашни и странски. Тој не беше во таа делегација и редно беше и тој, бидејќи е престолонаследник, најстариот син, на Мир Газанфар Али Кан да дојде. Ме израдува со тоа што ја прифати поканата и беше овде 10 дена, да речем. Исто така биде онолку колку што можев да му покажам за тоа кратко време од Македонија. Се запозна со многу луѓе и си отида среќен дека стапнал на земјата на неговите прадедовци, на неговите предци и дека се наполни со една убава македонска енергија. Му се допадна кај нас? Многу му се допадна. Што најмногу му се допадна? Што кажа дека нешто што издвои? Му се допадна питомоста на луѓето. Му се допадна дека тоа што го гледаш, навистина гледаше насмеани луѓе, срдечни луѓе кои му пристапуваа како на некој најблизок роднина. Му се допадна една смиреност според него што постои присутна во воздухот додека го гледаше секојдневниот животен стил на скопјани, меѓутоа и на беровчани, затоа што бевме и во Берово, кај Горан Алачки на гости во неговиот културен центар. Му се допадна тоа што луѓето знаат да се забавуваат. Особено му се допадна ноќниот живот во Скопје, затоа што е сепак помлада генерација и беше заинтересиран повеќе за вечерните, ноќните излегувања. Се потрудив да му покажам се од тоа што го интересираше, меѓутоа и од тоа што немаше представа дека ќе најде во Македонија. Особено сакам да нагласам дека принцот не е женет, па меѓу другото како на шега, нели, меѓутоа тука може да има и една голема вистинска работа да се случи. Кога би се нашла македонска невеста за него, тоа јас му велев, тоа би било комплетно затварање на нашиот македонски круг и она сето што сме го започнале како новинарски проект на наше пронаоѓање. А тој вели, татко ми би го направил најсреќен во тој случај ако најдам македонска невеста. Зошто да не, може и да се случи и такво нешто, со оглед на тоа дека ете веќе имате конекција, може би повторно да дојде, па никогаш не се знае, нели, што може да се случи во животот. Така. Марина, како живеат хунзите? Какви луѓе се хунзите? Претпоставам дека поинаков живеат живот од нас и во секојдневието, и во однос на исхраната, и во однос на сите работи кога станува збор за општо за животот, кај нив и кај нас. Комплетно различни луѓе. Драго ми е што еве имаме прилика да поразговараме повторно за нив, затоа што знаете како, од перспектива на автор, јас велам толку многу сум зборела и сум направила, били присутни во моите емисии. Меѓутоа, поминуваат години, се менуваат генерациите, веќе некои нови генерации станале возрастни луѓе во тоа меѓувреме и ги немаат тие информации, нели? И за нив се хунзите нешто ново. Па убаво е да се каже дека тие се луѓе кои што се навистина светски феномен за долговечност и здравје. Имаат животен век околу 100 години,
вообичаено живеат и над 100-тата. Имаат многу обичен живот во симбиоза со природата и Хималаите, што се нивно обкружување, се научиле да го користат до последното ливче што го дава природата во текот на пролетта и летото и го чуваат потоа за во зимата, за да ја дочекаат следната пролет. Една работа е дека живеат на навистина висини каде што воздухот е неконтаминиран потполно, дека пијат глечерска вода, која што исто така многу придонесува на нивното здравје. Меѓутоа, главно е она што нив ги прави такви какви што се, е нивниот поглед на светот. Тие се научени да живеат во таа симбиоза колку што ќе даде Господ, тоест ќе роди природата. И тоа е за нив доволно. Не бараат нешто премногу од животот. Не се во трка за пари, нели секој, како што вообичаено се случува во модерниот свет. Иако, морам да признам дека од 2005 до сега и таму многу нешто се променети. Тие станаа многу развиена туристичка дестинација, екзотична туристичка дестинација. Само минатата година имала 2 милиони туристи, можете да замислите на такво едно мало парче земја, 2 милиони туристи вие да обслужите, да ги угостите. Така да сега во Хунза секоја куќа е претворена во хотелче со ресторанче за туристите и луѓето живеат веќе од туризам. Така. Што јадат? Каква храна консумираат? Дали бидејќи еве маслото од семки, кајсиите се тие што се некако што ги одбележуваат хунзите, дали во секојдневието се користат што е поврзано со кајсиите? И семките, и кајсиите, како овошје, маслото таму, нели, претпоставам исто го произведуваат, го користат? Да. Јадат многу ретко месо. Добро. Месни продукти или готвени јадење со месо, иако се случува во текот на годината, нели, и неколку пати. Особено за празници, да си приготват и нешто од месо. Меѓутоа, главно нивната исхрана се темели на зеленчуци и овошје. Од овошјата, кајсиите се нешто најдрагоцено, ако ги прашате нив. Дури таму постои едно размислување дека богат си онолку колку што имаш кајси во дворот. Значи, статусот на семејството се мери според тоа колку кајси, стебла кајси имаат во дворот. Мене, кога прв пат ги видов нивните кајси, тоа ме потсети на минатите времиња кога секоја македонска куќа исто така во дворот имаше кајсија. За жал, многу ретко во Македонија веќе можам да видам дворови со стебла кајси. Дури и кога оди некој момче да бара невеста, таткото на невестата го прашува колку кајси имаш во дворот, како сега кога би прашале некој дечко што оди да проси невеста колкава му е контото во банка. Колкава сметка има. Или колкава му е платата, месечните примања. Така да, според тоа се гледа колку, кој е односот, кој е пристапот, кој е третманот на кајсијата, колку е за нив таа драгоцена. Во моментот кога доаѓа време за берба, тие ги берат кајсиите, плодовите ги сушат и ги чуваат за во зимата, а од семките произведуваат масло, што го користат секојдневно во исхраната, преку цела година, и не само во исхраната, туку и за козметички намени. Може би затоа жените во Хунза и на возрастни години, и на 80 години, нема да им препознаат на лицето колку години имаат. Немаат ни една бора, ни една брчка. Се разбира дека е тоа од животниот стил, меѓутоа се разбира исто така дека тоа е од секојдневната употреба на хунза маслото. Друга работа што е многу важна или најбитна, зашто јас почнав да се занимавам со увоз на маслото од семка од кајсија, од хунза, од Хималаите, е фактот што
Хунза е канцер-фри зона. Значи во Хунза нема заболени од карцином. Само по себе делува зачудувачки и неверојатно кога тоа би го спомнале во денешно време, особено во Македонија или регионот, каде што за жал се случува експлозија од онколошки заболувања, да. А како сето тоа започна, за жал јас сум спомнала и друг пат, во 2010-та, после моја враќање од Хунза, една моја посета, јас исто така станав онколошки пациент. Така. Во тој момент јас дома имав многу малку масло од семка од кајси, иако секогаш си носам количини колку што може да дозволува, нели, авионскиот транспорт да си донесе тоа таму. И во тој момент кога мене ми требаше најмногу, јас имав сосема малку на дното од едно шишенце останато. Така да моите пријатели, сите на кои што им имав подарено, собираа кој колку има од дома, за да имам некоја поголема количина во моментот. А кога тие слушнаа што ми се случува, подготвила поголема количина хунза масло, сакаа да ми испратат. Меѓутоа, за да ми го испратат во тие количини колку што тие предвидела, требаше да ги поминат сите можни процедури, требаше да ги спремат сите подготовки како за класичен извоз, а тие прв пат во животот го прават тоа. И кога веќе сите тие процедурални работи завршија, јас им реков, знаете што, дај пратете поголема количина, нека има и за другите луѓе. Сепак, кога сте во една таква ситуација и кога во нешто го гледате својот лек, нормално дека сакате да го споделите и со други на кои што им е потребно во тој момент. Така започна целата приказна со хунза капките во Македонија. Како што реков, тие прв пат во својата историја испраќаат надвор од Македонија од своето масло. И тоа е еден проект што трае веќе 12 години наназад. Одредени се 5 семејства во Хунза да го произведуваат, затоа што маслото се произведува на според стара древна рецептура. И тоа е многу важно. Да, рачно. Затоа ги има сочувано сите квалитети, сите витамини во природна форма, во природен облик, што нашите клетки веднаш го примаат кога ќе се внесе. Чисто за информација на нашите гледачи, семките прво се чукаат, се кршат меѓу два камења, камен на камен, меѓу два камена. Потоа таа прашкаста смеса се става да се загрева на тивок оган, додека не почне да пушта од своите маслени состојки. Потоа се цеди помеѓу два дрвени калапа и е навистина еден долготраен процес, не е тоа баш едноставно да го направите. Значи, 5 семејства од Хунза се задолжени да го прават тоа и 12 години веќе ние тоа успешно го вообличуваме и овде доаѓа едно од најквалитетните масла на светот. Така, да потенцираме дека таму се произведува, па тие го праќаат во поголеми количини, меѓутоа само тука се пакува во мали шишенца, така? Да, овде во Фитофарм, бидејќи транспортот, замислете колку е тоа еден долг пат. Прво да се симне од Хималаите до аеродром или до пристаништа, до Исламабад или до Карачи, поминува веќе илјадници километри. Потоа уште толку додека да стигне овде. Го праќаат во едни поголеми канистри, па овде во една од нашите реновирани фабрики во Фитофарм се пакува во пакување од 50, 30 или 100 милилитри. Така, бидејќи знаеш зошто ова го велам? Заради тоа што има и на пазарот и некои други кои што нудат масло од семки од кајсија, меѓутоа да потенцираме дека не е исто како што кажавте претходно производството додека се добие тоа масло и со тој квалитет.
Да. Значи не е истиот квалитет. Затоа го потенцирам ова дека таму го произведуваат тие, меѓутоа само го праќаат тука за тука да се спакува и да се понуди на оние нели наши граѓани кои што сакаат да го имаат, да го купат и да го применуваат. Така е. Сакам да кажам дека бидејќи првенствено неговата главна функција и неговиот најдрагоцен елемент е B17. Така. Нели најголемиот сојузник против канцерогените клетки во организмот. Меѓутоа освен тоа во неговиот состав има витамин А, витамин Е, витамин Д, К витамин, сите Б витамини. Така да во моментот, и тоа не е наменето само за луѓе кои што имаат диагноза. Луѓето што имаат онколошка диагноза, за жал, само терапијата, дозирањето е поинтензивно и поголемо. Инаку, мене ми е многу драго што нашите луѓе веќе го препознаа како еден силен борец за имунитет, еден силен детоксификатор на организмот. Со самото внесување делувате на сите органи и на цел организам. И, што е многу важно, со секојдневната употреба се зголемува нивото на создавање на колаген во организмот. И најчесто луѓе што почнуваат да го користат, особено жени, но и мажи, велат дека околината забележува разлика во нивниот лик. Нели, делуваат поосвежени, делуваат како да направила нешто малку боцкање, ботокс или не знам што, а всушност сето тоа се должи на хунза маслото. Драго ми е што веќе се направи практика, мислам, да се зема нели и како капки орално, меѓутоа плюс и како нега на кожата, а и на косата, го подобрува растот на косата и видливи ефекти после известно време. Зошто се вика Хунза Веда клуб и сето ова околу ефектите и повратните информации што ги имаме во моментот кога требаше да се смисли име за компанијата, се разбира Хунза беше првиот збор што требаше да биде присутен. Меѓутоа, јас сакав да стои и Веда, зашто проучувајќи ги тие источни стари учења, нели, оние што се малку упатени знаат дека Ведите се првите списи на човештвото. А Веда на македонски означува точно тоа, ако се преведе. Да воведеш некого во нешто, да му покажеш нешто ново. Веда или види, или увод, или воведение. Тоа е тоа што всушност е значење и на самиот збор Веда. А клуб, затоа што се докажа, мислам, се си одеше спонтанно и природно и само по себе, затоа што навистина мислам се уште, а и тогаш мислев дека луѓето што имаат проблем со некоја онколошка диагноза во државава навистина нема кому да му се обратат за еден совет, за еден разговор, за чисто споредување на искуства. Мислам дека треба психолошки советувалишта за тие луѓе што се соочени со првиот шок и со првиот стрес кога ќе им ја кажат диагнозата и дека навистина им треба некој што ќе се обиде да им ја дигне енергијата, да им каже дека ништо не е неизлечиво, па дури ни тие најстрашни болести, дека на клиниката за онкологија тоа никогаш нема да им се случи, некој да им каже, мислам со честни исклучоци, да поработи на таа психичка вертикала, која што е многу потребна и многу битна во тие моменти. А јас го правам секојдневно. Значи, во мојата канцеларија, комуникација со сите луѓе што го користат маслото, во смисла на совети за употреба, меѓутоа многу повеќе од тоа ми е драго што секогаш после секој разговор чувствувам и ми се заблагодаруваат на крајот дека сум со таа
намена, со таа мисла во Со таа, главата, и со таа цел, и со таа и со мисија таа си го идеја, донела, и со да. таа, да, се чувствуваат подобро, затоа што на вистина е потребно некој да им каже на тие луѓе дека не смеат да се плашат, дека се е во умот, дека се што ќе земете како лек во тој период може да ви биде лек ако верувате дека е лек и обратно, ако не верувате, тогаш ништо од тоа нема да ви стане лек. Драго ми е што последниве години мојот живот се трансформираше во таква една насока и драго ми е што клубот Хунза Веда се шири се повеќе и од луѓе што имаат конкретни и акутни проблеми, меѓутоа и од луѓе што си го користат секојдневно за општо подобрување на здравјето. Сега вака, имаме ние едни фотографии од Хунза маслото, чисто колку да знаат оние гледачи кои што не се запознаени, нели, и никогаш не дошле во контакт или во допир со едно шишенце Хунза масло, да ги покажеме од режија и би сакала да потенцираме дека постои масло од горка семка, сладка и масло кое што кажавме се употребува нели за нега на лицето, на косата. Кое масло за што? Како вие обично им велите да ги практикуваат? Како е добро да се консумираат? Еве за оние кои што немаат никаков проблем. Да. За сите возрастни луѓе се препорачува маслото од горчливи семки, точно ова што го гледаме на екранот. Затоа што разликата помеѓу горчливите семки и сладките семки е само во концентрацијата на специфичниот елемент B17, оно што го спомнавме. Во сладките семки е сосема минимална концентрација. Значи многу помала. Додека во горките семки е многу поголема. Затоа секој од нас возрастните нели е пожелно да си го консумира маслото од горчливи семки, затоа што како што и тие велат, и дури една дегенерирана клетка да има во организмот, подобро е да ја сузбиете додека не стане и да се претвори во болест. Заедно со сето тоа си ги примате и сите други витамини во природен облик. Видов се апреска, заборев да кажам, значи во составот има омега-3, омега-6 и омега-9. Сите три омеги во идеална концентрација за текот на денот. Ако се зема 15 капки наутро, 15 капки навечер, толку колку што е препорачаната доза. Маслото од сладки семки се користи го користат во Хунза за дечињата. Значи тие им даваат од нула, од бебе, им даваат по една, две, три капки навечер пред спиење, велат за да не го боли стомачето, за да си има мирен сон и така натаму. Ние ги масираме нашите бебиња после бањање со различни видови на козметички масла, а тие ги мачкаат, ги масираат само со Хунза маслото. И козметичка намена што се покажа низ годиниве наназад како многу ефикасна, затоа што маслото од сладки семки има малку поинаква структура од маслото од горки семки и е идеална за нега на кожата. Значи од чистење на кожата на лицето, на шминката навечер со маслото си го оставате така преку ноќта, значи нема потреба од никакви други додатни креми. Лесно се впива, се упива во кожата, не остава масни траги, го препорачувам, се разбира. Особено кога ќе видите како делува на разни иритации, дерматитиси, дури на рани, изгоретини, посекотини, како ги зацелува како некое магично средство, тогаш имате впечаток дека така делува и кога го примате орално, нели, на органите на вашиот организам. Да. Сега, освен она што е нели специфично, кажавте дека канцер-фри зона се хунзите и дека најдобро е нели да се консумира за таа намена, што друго може да подобри како проблем некој здравствен, да го реши, да го подобри? За што друго освен за? Значи има силно антивирусно и антибактериско својство.
Јас секогаш го препорачувам, особено во овој период, сега на прагот на зимата, кога ќе се појават настинки, кашлици, грипови и така натаму. И за дечињата од сладките семки, но и за возрастните. Во моментот кога ќе почувствувате дека започнувате да кашлате, земете си почесто во текот на денот, но помалку, бидејќи се пакувањата со пипети, со капалки. По 2-3 капки да се санира, санира ангини и ја стопира кашлицата уште пред да се појави, ако реагирате на време. Добро. Делува на метаболизмот на организмот. Значи, едно природно подобрување на метаболизмот кај сите што го користат, а што имале проблеми во таа смисла. Таму каде што делува непосредно и директно, таму веднаш се гледаат ефектите. Прво, оние што имаат желудочни проблеми, киселини и икс други поврзани со варењето, први го чувствуваат ефектот. Значи, луѓе што цел живот имала, така наречени киселини, а после првото користење, после првиот ден, велат дека чувствуваат како тоа полека се облажува и за известно време потполно исчезнува. Делува на астматичарите, исто така, многу добро, кога се зема. Икс други бенефити кои што навистина малку е вака интересно да го кажете, затоа што обично некои препарати се наменети само за некоја болест или за некој проблем во врска со организмот. Меѓутоа, секогаш велам, многукратни се ефектите од користење на хунза маслото. И го препорачуваме, се разбира. За секого. Може континуирано да си го потребува секој, нема потреба од паузи. Нема опасност од хипердозирање. Има луѓе што почнале од почетокот, откако сме го донесла во Македонија да го користат и до ден денеска се наши верни корисници и потрошувачи и велат дека не се навикнале едноставно и не би сакале да го прекинуваат сето тоа, затоа што си гледаат ефект. Особено е многу драгоцено кога ќе се јават кај нас и кога ќе кажат колку им се намалиле тумор маркерите после користење на хунза маслото. И знаете, тоа е еден благослов. Верувам, да. За сите. Колку тоа тебе ти значи, бидејќи ти си во наводници виновникот, што си го донела и знаеш што си поминала. Така да јас откако од 2010 откако беше мојот проблем до денес не сум престанала да го користам секојдневно. Значи континуирано. Да. Марина, знам дека исто така хунзите го користат и во секојдневно и во јадењето. Дали има некој интересен рецепт вака кој што би можела да го споделиш, па еве, да си го приготват и нашите гледачи кога ќе си купат хунза масло? Бидејќи ова ладно цедено масло, препорачувам да не се готви на него. Така, може во салата да се стави? Да, значи во било која салата можете да се ставите маслиново масло и само од озгора неколку капки од хунза маслото го менува потполно вкусот на тоа што го јадете. Маслото има еден прекрасен вкус на марципан, на семка. Така, да. И воопшто не е непријатен за консумирање. Напротив, луѓето се навикнуваат, бидејќи јас го препорачувам да се пие првата доза наутро, после чаша вода, со малку лимон, бидејќи единствено што недостасува е витаминот С. И јас на сите им велам, земете си една млака вода, она како што препорачуваат нутриционистите, со половина лимон можеби, да го исплакнете хранопроводот и така, и веднаш после тоа 15 капки хунза масло, па после тоа може да пиете кафе. И сега што се случува, велат, кафето не ми е веќе убаво ако претходно не сум се напила, не сме се напиле, не сме зеле од маслото. Јас, например, сега е ова популарна и многу ја сакам салата со компири. Кога ќе ставите хунза масло на таква компир салата, вие не знаете што јадете. Толку го минува вкусот на она, не е важно каква салата или за кој продукт станува збор, значи го подобрува вкусот, го дига неколку нива повисоко и го прави екзотичен.
сега каде може да си го набават сите оние кои што не следат и се разбира нели репризните изданија кои ќе ги следат, каде се може да го најдат хунза маслото, бидејќи некако не работиш на маркетинг, обично велиш најдобро е кога човек на човек ќе го пренесе искуството и така ќе дојде нели да го побара маслото. Меѓутоа, ајде да кажеме сепак каде може да го купат се, каде може да се најде, во кои аптеки? Прво, да кажам, околу маркетингот, ова што го спомнавте, навистина е интересно. Јас, телевизиски човек, нели, сум се одлучила или сум перцепирала еден друг вид на... Тоа не е маркетинг, тоа е едноставно ширење на едни убави искуства од човек на човек, што не можете да го платите со ниедни пари на светот и не може ниеден маркетинг да го направи. Кога луѓе што си го користат ќе си нарачаат и за некој друг од фамилијата, или за некој пријател, или за некој роднина, тоа е најголемиот квалитет за мене. Инаку може да се најде во сите аптеки из Македонија, сите поголеми аптеки, или може да се порача директно и од Хунзаведа клубот. Само завртете 075-404-091, многу лесен број. И вие го доставувате до дом? Да, го доставуваме. Македонија не е голема, се доставува, доставата не се наплаќа, така да имаме и членови на клубот кои што секој месец си го нарачуваат редовно од нас и тие бројот на членовите се зголемува се повеќе и повеќе. И можеби да напоменеме еве и да ги поздравиме гледачите што не гледаат во моментов, дека ако се јават на 075-404-091 во текот на емисијата, имаат специјален подарок со нарачката, имаат членска картичка, ќе добијат истовремено со попусти какви што имаат сите членови на нашиот клуб. Сега морам ова да го кажам, бидејќи велат кога жена на жена дава комплимент, тоа не големиот комплимент. Јас се знаеме долго време, меѓутоа важите за една навистина од најубавите водителки кај нас, која што се уште зрачи со убавина, се уште со младешки изглед, се извинувам, дали е тоа тајната на токму на Хунза капките? Многу благодарам на комплиментот, Вики, а од друга страна па навистина дополнително е комплиментот подрагоцен ако доаѓа од жена, од дама, како што си ти. Јас во декември сега ќе славам еден округли роден ден, 60 години. 60. И навистина ми значи ми годи, нели? Така кога некој ќе Тоа е вистина, да, тоа е вистина така и сите започивме во телевизија дека Марина не се менува. Благодарам многу. Се разбира дека маслото одигра најважна улога во мојот живот последниве години. Прво затоа што го подобри моето здравје. Тоа е најбитното. Тоа е најважното, а со секојдневната употреба, како што кажав, нели еве допринесе и за физичкиот изглед, и за квалитетот и на кожата, на косата, затоа што, знаете, нели, сите велат старееме заради недостаток на колаген во организмот. Сега, колагени навистина има различни типови, меѓутоа, според мене и ова, како јас гледам на нештата, овој колаген што се создава после употреба на Хунза масло, тоа е некој еликсир на младост, да би го нарекла, што како додатна компонента на сите овие бенефити многу значи. Сега, неминовно е да спомнам твоето потекло во Гари, каде што направи навистина на преубава куќа таму, велиш си го наоѓам мирот, таму ми е убаво, мора и тоа да има улога во она што еве го говориме во односи на изгледот и во односи на оваа смиреност која што ја посетуваш ти, иако од секогаш си била таква. Нели, кога сме те гледале на емисија, секогаш си таква смирена, некако тоа не знам како некој спокој да шириш помеѓу оние кои што се во твоја близина.
Да, и ова го сметам како комплимент, нели, посебено во денешно време. Во денешно време, да. Гари е многу пати велам и тоа е, не знам како ми дошло, негде сум го објавила, мислам дека да, дури заедно го коментиравме. Така да. Гари е образец на мојата духовна вертикала. И сега кога читам што сум рекла, викам како го паметно сум го кажала. И навистина е така. На место, кажам. Тоа сме, сите ние сме резултат или некое следно ниво на она што биле нашите предци. Сите ние си го носиме во нашата личност како предадено од колено на колено она што било квалитет на живење, квалитет на одредени ликови од мојата фамилија. Сум кажала и друг пат, јас потекнувам од фамилијата на Петре, Гарката, Марко и Јован. Едни од најголемите уметници во копаничарството од западниот крај на Македонија и Македонија воопшто, затоа што таму биле тие школи уметнички најприсутни. Се восхитувам на она што го правела, што до ден денес никој не може да го надмине, нели? Ако ги посетите Бигорски, Свети Спас, Богородица, за Македонија зборам, меѓутоа на Балканот, Рилски манастир, неколку манастири во денешна Грција, затоа што знаете од мајсторството, уметноста ја учеле на светогорските школи, престојувала таму додека од венецијански мајстори, таму било средиштето на размена на уметноста, на знаењето, како да речем. И не случајно до ден денес остануваат неповторливи нивните креации со нивните 10 прсти. Така. Маринче, тука сме некаде при крај со разговорот. Би сакала само вака, како за крај да те прашам, бидејќи еве после долго време влезе во студиото каде што нели ја водеше култната емисија Македониум. Би се вратила ли повторно на телевизиските екрани? Или ќе си останеш доследна на овој убав бизнис и благороден кој што го донесе во Македонија? Ме фаќа од време на време желба, веќе навистина така. Баш сум на работ понекогаш да, ете така, да речем, ајде, време е повторно. Тука има една симптоматична работа, што ме попишманува, ме предомислува. Она што го говорев, она што го правев цел свој живот, или поголемиот дел од мојата професионална кариера беше поврзано со Македонија. Особено моја специјалност беше античка Македонија, тие времиња. Кога гледате од денешен аспект што се случи во меѓувреме, какви се договори подпиша таму, меѓународни, каде што се откажуваат од многу работи, па на крај и од историјата. Јас велам, мојата специјалност сега ќе остане во фиока, затоа што во Македонија, освен на телевизија Сонца, не знам каде на друго место би можело да се говори на таа тема. Од друга страна, знаете што, јас не сум помалку македонка после подпишувањето на некакви договори, верувам ни вие. Така е, да. И се надевам дека новиве генерации што доаѓаат ќе го препознаат тој македонски дух што во моментов е спласнат заради одредени политички причини. Така да не се знае никогаш, можеби никогаш не вели никогаш. Некоја наредна моја мисија би била точно на тие млади генерации, нели, да им се укаже на некои работи, да им се укаже на македонските вредности, да им се укаже на тоа дека да бидеш македонец, значи да си човек со бренд. Точно тоа сакаат да ни го земат, а и некако формално веќе мислат дека го зеле. Меѓутоа, духот македонски си постои и се тлее. Се надевам
Или не се знае, Не знам како да го дефинирам тоа така, што во да моментот оставиме го на времето чувствувам. да покаже. Да оставиме на времето. Мене ми беше навистина големо задоволство. Уживав во разговорот, уште повеќе што навистина еве и се знаеме долго време и бевме и нели колеги, се уште те сметаме за наша тука цела телевизија. Ти посакувам многу успех во сето она што го работиш. Ти посакувам да останеш ваква каква што си, смирена, спокојна, да шириш спокој, да правиш добрини на оние кои што им се потребни во однос на Хунза маслото, како што велиш да дојдат кај тебе да поразговараш со нив и се разбира уште еднаш ќе потенцираме на крајот за сите оние кои што се заинтересирани и кои што ќе ги следат после репризните изданија, слободно можат да ни се јават во телевизија, ние ќе ви дадеме контактот наша Марина и се разбира ќе искомуницирате и ќе дознаете како што ако сакате директно од кај нив да го добиете Хунза маслото. Ти благодарам уште еднаш многу, Марина. Ти благодарам, Вики, и јас го заборавив мотото, последното мото на Хунза маслото, Хунза веда клубот, бидејќи нели октомври обично е месец на борба против ракот. Јас велам, кај нас нема месец, туку кај нас секој ден е ден за борба против ракот. И мотото ни е, не е доволно само да посакате некому добро здравје, можете и да го подарите. Купете му Хунза масло. Так, ете, со ова убаво мото и да заокружиме емисијата. Ке се надам ќе се сретнеме во некоја друга прилика и ќе се направиме повторно убав муабет. Тука јас ќе се поздравам со вас, почитувани гледачи, ќе ви посакам да имате убав остаток од денот, да имате добро здравје. Еве, кажав уште еднаш, ќе напоменам, значи, за сите оние кои што се заинтересирани, а кои што не знаат како, што, нели, ако сакаат директно да стапат во контакт со Марина, ќе може да го добиете нејзиниот контакт телефон и ќе се слушнете. Ви посакувам убав и пријатен остаток од денот, а ние се гледаме за 7 дена во исто време.